го сваќа веќе. Тоа значи да се повлече, отстапка да направи ваша корист. Па чекајте, срамота е ние од Европа доваѓаме и компромис зборот го изговараме, а да не ви речеме на вас престанете да барате отстапки и ние да ве поддржуваме во тие отстапки на оваа македонска држава и македонски народ. Затоа македонскиот народ се побунува. И затоа ги знае сите тие мисионери. И затоа ги знае и политичарите веќе какви се во Македонија. И јас велам нема да ги трпи. И отворено треба да зборува. Да не сме така да продолжи како што било до денеска. И ние нема да створиме држава се додека ја куниме главата и ги затвараме очите пред вистината. Европа нас не упропасти. Кој мене ме направи бегале 48 година? Кој денеска молчи пред прашањето на егејците на Македонија? Не сака собствениот срам да си го поддржи и да го отвори тоа прашање. И илјадници други прашања има. Па нека и Англија, нека и Америка. Интересно прашање начина за Европска унија и правата на малцинствата или на човековите права. Зошто имаме двоен стандард? Имаме еклатантен пример, екзодус, што никогаш не е спомнат ни во политичките кругови, ни на политичките форуми за овој нонсенс, да речем преседан во светската историја, како што беше 46-та, 7-та, исправете ме кој историчари, нели? Од друга ситуација се случи што се случи 2001, не сакам темата да водам по друга насока, значи Македонија секогаш беше дисциплинирана и санкционирана. И ќе завршам со ова. Значи 92-та Бадинтер, вие бевте тогаш. Не, тоа дисциплинирано. 99-та отворивме ширум портите за Косово, преку нашите територии. 2001-та подпишавме повторно преседан во светската историја, документ, не можеме да го коментираме. 2004-та територијалната организација, да не речам поделба, значи имаме многу задачи исполнето, а се уште сме со ултиматуми уцени. Од друга страна, задачи, тие се отстапки кои што сме ги направили и денеска ни се светат. И топрв е нашата голгота ако вака продолжиме. Во југословенски рамки. Дали тоа значи доста беше? Не се работи за исполнување, дисциплинираност, за подаништво. Отстапки што ве. Ние имаме традиционално подаништво однесување на државните раководители. Јас разбирам. Некојаш беше Белград, сега е Брисел. Беше Македонија во рамките на Југославија. Ја знаеме ситуацијата и знаеме како можеше да се води надворешна политика и колку можеше да се оди. Но и тогаш дури се поставуваше и се правеа напори од некои наши луѓе, се правеа напори да се поставува тоа прашање. Меѓутоа немаше излез. Вие знаете, имаше тука и договори со Грција. 53-та година, пактови, вакви, онакви, со многу сериозни услови. И постоеше ли документ кога Тито му прати писмо на грчкиот премиер или председател, немојте да се секирате за македонското прашање, ме прашам кои историчари. Тоа е замрзнато, односно останало заборавено во фиока. Дајте ни финансиска помош. Па добро, вие знаете дека беше нашиот министер во Атина и беше потпишан тој договор, беше направен тој договор за неутрализирање на македонското прашање и тоа е за науката познато, а и за јавноста ми се чини. Јавноста го знае. Да. Меѓутоа, сега се поставува прашањето дали ние и понатаму ќе бидеме покорни цуле спрема она што ни се прави однадвор и ќе ни ги вртат се уште часовниците за да ни укажуваат овде како ние треба да се однесуваме, или па некои наши ќе не советуваат да си гледаме телевизија. Тоа е нашиот проблем. Нашиот проблем е наш. Ако ние сме добро созреани, ако ние како држава изградивме политичари што можат да ја водат оваа држава, тие ќе им речат на надворешните стоп. Ние сакаме да влеземе и во НАТО, и во Европската Унија, ама не по секоја цена, да се разбереме. Ние можеме да живееме и надвор од НАТО и од Европската Унија. Ама немојте да ни се мешате на ваков начин. Немојте да не условувате. И има начини
има средства, има можности како сето тоа да се изведе без да го трпиме овој притисок не за името, да се разбереме уште еднаш. Не се работи овде за името, се работи за идентитетот и нашето постоење. Да. Тоа е она што ги безпокои некои фактори и на меѓународен план, а ја безпокои пред се, еве во случајов и Грција. Само кратко, колку сме ние безгласни, покорни, недостојни пред сами себе. Гледаме притисок од симпатичниот англиски амбасадор. Ништо друго кога ќе излезе не зборува, признајте го Косово. Тоа е политички потребно. Еве го, што се рекло 2-3 дена дојде и амбасадорот, американскиот амбасадор, јас кој што многу симпатии поради тоа све што слуша за него, и прво што се зафати, вели признајте го Косово. Голем пријател на Македонија. И е пријател, ја како таков го прифаќам. Но уште нешто. Зашто не се заврти на косоварите да рече Македонија е 18 години постара држава од вас самостојна. Признајте ја уставното име нејзино. Лесно после Македонија ќе ве признае вас. Чекајте, при ситуација, да рече, кога Тирана БЈРМ на нас ни вели